Сеат Кочан, контроверзен бизнисмен кој својот вртоглав подем го доживува од последните години од владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Трансмед, фирма која ширењето и подемот го градеше со државните тендери, а нив во изминативе 5 години само тендери повисоки од 1 милион евра ги имало 11, со вкупна вредност над 56 милиони евра. Најголемиот од нив е вреден 38 милиони евра и е добиен 2013 година од Елем. Тендерот е за ископ на јаглен и јаловина од влечиштето на рудникот Суводол од Рек Битола. А милионски тендери од Елем Сеат Кочан добивал и во 2011 година, кој системот за електронски набавки не ги покажува, но јавноста за нив дозна од прислушкуваните разговори, кои ги објави опозицијата, преку разговорите на екс-премиерот Никола Груевски и поранешниот директор на Елем Владко Чинговски. Те видов и со оној од Битола, што има кола Сеат Ибица, знаеш. Сеат Ибица. Да, добро, Да. добро. Те видов и двајцата. Ало. Да им помогнеш некако. Па ево денес Они кажуваат дека најверојатно оној страшо и тој битучанецот дека ќе Да, за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријат, ама му реков јас дека може он слободно да се јави да направи некој конзорциум да се јави. Најболje е ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават. Мислам дека треба со нив да се видиш и да ја организираш работата и да се сите задоволни. Оти католчанецот знае зашто не е многу битен. Да, јасно ми е тоа. И тука нема ова или она друго. Така, мене ми јави дека овој тоа го иде даје, така, ради тоа. Така. Со него немаме друг муабет. Така, страшно дошол. Другиот исто имаме одлична соработка со него и не е добро да го исфрлиме сега. Добро. Овој со ковата што е. Економистите се децидни. Штетите од ваквите фирми се огромни. Добиваме лоши услуги, лоши тендери, криминал, огромни средства од граѓаните кои се преливаат во одбран круг. Тој одбран круг, како што на почеток кажавте, е спремен од како ќе ги собере сите тие средства, се заврши политичкото владење, да напушти државата, да ги однесе средствата. И сега се остава една ситуација, уште и ако немаме, како што немаме казнена политика никаква. Се создава ситуација дека секој размислува, па види, ова можеме повторно да го направиме за некои други или истите кои ќе се вратат на власт. И во такви услови е многу тешко да развивате економија. И логично е дека економијата практично ни е сведена на најлошата во Европа. Тендер фирмите ги осудува и еден од најголемите бизнисмени во Македонија, Трифун Костовски. Вели дека е време секој да одговара за сопствените дела. Како имал храброст да влезе со рацете во медот, морал да има и намислена и карактер да го издржи тоа што му следува. Меѓутоа ние тоа се како лице и наличи. Ние ја гледаме опачината од едни такви безарбетници кои што денеска владеат во Македонија. Фирмата Пелистер на Силјан Мицевски беше значаен бизнис играч на Никола Груевски во градежништвото. Мицевски е поранешен градоначалник на Битола од редовите на СДСМ. На таа позиција беше во 90-тите години кога во Битола пукна аферата ТАТ. Но политичката провиниенција не му сметаше во 21 век да носи гласови на контото на ВМРО-ДПМНЕ како најголем опонент на СДСМ. Вчера бе ваму и ми дадоа некој ливче со имиња кај тебе што работат и кои не се сигурни за гласање. Па да ќе стапи Мирко. Нема си да ги избркаме, кажи кои се ти. Не треба да ги избркаш, треба да ги убедиш да гласат. Ако не гласат, како не? тогаш ќе ги бркаме. Сите, не само тие. Имам јас организација направена таму. Добро, значи може да ќе ги викнат твоите луѓе. Обавезно. За тоа да знаеш. Има Мирко, вчера беше со мене Мирко, има списокот, да не прам по телефон. Важи. Рек Битола и Елем се златните кокошки за бизнисменот Силјан Мицевски. За разлика од Кочан, истражувањето на Скуп покажува дека Мицевски добил помалку милионски тендери, само 5 во 2012 година до денес, но наплатил 10 милиони евра повеќе. На контото на Пелистер од милионските тендери на Елем легнале 67 милиони евра. Најмногу пари 47 милиони евра Мицевски добил во 2014 година за ископ на јаглен и јеловина од рудникот Брод Гнеотино.
Покрај овие има 3 тендери од 5,7 милиони евра и еден помал во 2014 година, со вредност од 3,3 милиони евра. Според поранишниот директор на финансиското разузнавање на Македонија Ване Цветанов, еден од најзначајните начини за перење на пари и нивно изнесување од државата се токму наместените тендери. Може да проверите во моја колумна за Фокус 2010 година, од позицијата поранешен директор на Управата за финансиско разузнавање, имав направена проста математика, колку пари на нелегален начин успева да украде врвот на власт. Според мојата математика 2010, кога крадеа помалце, бројката беше 500 милиона евра годишно. 10 милиони, 10 години се 5 милиарди. Но јас тврдам дека таа бројка е зголемена сериозно, бидејќи ги отприлика ги знам местата од каде што се земаат парите, ги знам начините, методологијата на тој организиран криминал и по моја проценка бројката, просечната бројка е зголемена од 500 на 800 милиони до милиарда 2013, 2014 и 2015 година. Екс-министерот Поповски смета дека овие фирми за краток период би банкротирале ако останат без владините тендери. Тие не може да обстанат на пазарни услови. Најчесто се ориентирани кон домашниот пазар. Никоја од овие фирми нема извозни успеси. Еве, например, гледате во кои сектори се, градежништво, например, и добива само тендери во Македонија. Фирми со стотици вработени. Да се јави на било кој тендер надвор не може да го добие, затоа што се неефикасни, огромни трошоци имаат, лоши услуги даваат, лоши градби прават, но на домашниот пазар ги добиваат по некои други критериуми, најчесто незаконски. Турбуленци оваа пролет имаше и во Бетон Штип. Компанијата која од власта на Груевски во изминативе 5 години само од милионските тендери инкасираше 55 милиони евра. Управувачкиот пакет од 51% во Бетон Штип во октомври 2012-та беше превземен од фирмите на Орце Камчев, Светан Панделевски и штипскиот бизнисмен Зоран Чомитровски. Во октомври минатата година специјалното јавно обвинителство отвори истрага во која е вмешана оваа фирма. Прво осомничената, како раководно службено лице од Министерството за култура и тројца осомничени службени лица, членови на Комисијата за јавни набавки при ова министерство, ги искористиле службените положби и овластувања и при вршење на јавни набавки за правното лице ГТД Бетон Штип, АД Штип, прибавиле корист која се манифестирала во незаконско повластување, односно фаворизирање за изведување на завршни градежни и градежно-занаетски работи на објектот Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим во Скопје. 6 месеци подоцна фирмата Езимит на штипскиот бизнисмен Зоран Чомитровски се повлекува од Бетон Штип. Според телевизија 24, нов собственик е штипскиот адвокат Сашко Бошков, кој за 82.000 евра купил 22% од акциите во компанијата. Бошков е и член на одборот на директори на фирмата Езимит, која е во собственост на Зоран Чомитровски, бизнис партнер на Орце Камчев. За економистите ваквите потези на фирмите блиски до власта се очекувани. Најчесто се формираат мали фирми кои се корупцијски базирани и после тие купуваат постојни големи фирми, па не ги уништуваат. Во Македонија, например, гледате минатиот период, една фирма која нема никаква врска со земјоделие, например, го купи најголемиот земјоделски комбинат во Македонија со 12.000 хектари земјиште и сточарски фарми, млекари врзани околу него и така натаму. И никој не ни очекува, веројатно, дека тоа долгорочна инвестиција е. Дека за да се добие некоја субвенција од државата плюс лажирана субвенција и така натаму, за да се истекне некоја корист привремена, но тоа ќе биде на штета на земјоделието или некои банки што се купуваат на таков начин, за кои добиваат согласности и така натаму. Ако компаниите својата позиција ја зацврстиле врз основа на државен интервенционизам или блискост до власта или повластици од државните институции, и на тој начин на брзо време или во време на една политичка власт компаниите напредувале многу,
сосема е логично дека кога таа власт се менува, заради предпазливост и предострожност, да сакаат и од компаниите да се ослободат веднаш, затоа што тие најчесто незаконски ги стекнувале или во чудни ситуации, но најмалку на пазарот. Сега веќе критериумот, ако е власта и политичките бенефиции нема да постои, тие на пазарот нема да можат да опстанат. И логично е да сакаат да се ослободат брзо од нив. Тендери зема и фирми блиски до активни политичари. Силекс Неметали, блиска до Љубисав Иванов, Дзинго и Вија од Вевчани. Фирма во собственост на семејството на пратеникот на ВМРО ДПМН е Крсто Муковски. Повеќето од фирмите кои се јавуваат како добитници на тендери се присутни или влегоа во медиумскиот бизнис. Силекс стои зад Сител, а Кочан пред нешто повеќе од една година ја отвори Нова ТВ како национален концесионер. Орце Камчев купи дел од Медија Принт Македонија, во чиј состав се и весниците Вест, Утрински и Дневник. Но најчесто жртви на тоа после стануваат покрај сите граѓани они што се вработиле, затоа што добиваат тендери, добиваат повластици од државата да работат, да вработуваат од фирми од 10-15, во рок од 3-4 години стануваат собственици на фирми кои имаат 200, 300, 500, 1000 вработени, се шират во сите сектори, во банкарство, земјоделие, индустрија и така натаму, градежништво. И на крај тоа се руши како кула од карти заедно со власта што ги поддржувала. Тоа е вообичаено во држави каде што пазарот не функционира, туку блискоста со власта е еден од клучните критериуми за напредок на одредени фирми. Дека Поповски е во право деновиве се потврдува и со состојбата во МПМ. Дел од новинарите остануваат на улица. Трифун Костовски, поранешен собственик на Утрински весник, смета дека во работата на медиумите не смее да се мешаат политичари. Луѓе кои што сака да се занимаат со таа за мене најсвета работа, да води политика не за еден народ, дали за град, дали е градче, дали е село, дали е држава. Тоа е човек кој што треба да биде растеретен од секаков медиум кој што треба да го прати и да го брани. Едноставно чувствував дека ако излегувам на арената на политиката, треба да бидам чисто само со ракавици и реквизитите кои што го нудат тој спорт, не секав логистика за себе. Гледам дека тоа во многу сум погрешен, меѓутоа апсолутно тој сум и не се менува. Кога оценивме дека функционирањето на МПМ се претвара во еден јавашлук во кој што дефинитивно не се знае кој јаде, кој пие и кој колку кошта, сакаме ние домаќински да имаме да водиме сметка за сите трошкови. Тогаш ние се договоривме со вас, тога со Хомбах, ги допродадовме нашите акции, се расчистивме и излеговме од тоа. Државниот интервенционизам и мешањето на државата, владата и партијата во овие пазари предизвикуваат огромни штети врз економијата. Поповски вели дека последиците се повеќе слојни и ги погодуваат најдиректно граѓаните. Проблемот е прво што го нарушува пазарот, значи фаворизира одредени, не само градежни и други компании за набавки, на товар на другите. Значи тука не функционира пазарот. Тендерот е за да функционира пазарот, под еднакви услови, најдобрите да го добијат. Второ, добиваме неквалитетни услуги. Ако вие однапред знаете дека добивате тендер, тогаш вие не се грижите за квалитетот на услугата или на тоа што ќе го направите. Дали е пат, дали е мост, дали е некоја услуга за државата, за граѓаните. Имаме неквалитетни услуги, затоа што тие се подпредни на тоа дека имаат комуникација со државните органи кои ќе им го дадат тендерот по повисоки цени, а за никакви услуги, неквалитетни. И тогаш имаме неквалитетни услуги. Се неквалитетните услуги од државата влијаат повратно на економскиот живот, затоа што тие се импути во економскиот живот. Така, имате судство кое е нефункционално, имате автопатишта кои не се добри, имате железници кои се или нешто сте дали нека услуга да ја работи приватниот сектор, лошо ја работи, лош софтвер во некои државни институции направиле кои создава уште поголеми потешкоти.